Добро вечер и драго ми е што сте тука, сите. Драго ми е што сте тука, овие што сте пред нас. Драго ми е што се и новинарите тука, драго ми е и собраните што се тука. И они поддржуваат. И неколку работи сакам да ви кажам. Знаете што? За 3 дена почнува зимата. И на тој ден, на 22 декември, денот е најкраток, ноќта е најдолга. Ноќта тогаш трае 15-16 часа. Сонцето тешко доаѓа до земјата. Но, браќа и сестри, кога е најтемно? Најтемно е пред зората. Пред зората е најтемно, а темно е затоа што доаѓа зората и ќе излезе новото сонце на слободата. Тоа е македонската химна. Ќе изгрее ново сонце на слободата. И нашиот народ поминал многу зими, нашиот народ поминал многу ноќи. И ноќта не 15 часови да трае, ноќта може и 6 месеци да трае, како ние поларни ноќи. Но не може темнината да ја победи светлината. Светлината ја победува темнината. Слободата го победува затворот. Ке дојде слободата. Ке дојде слободата, браќа и сестри. Ке дојде за оние што неправедно се внатре. И денес сакам да ви кажам две истории. И тоа како се поврзани со Куманово. Поврзани се и со Скопје, но и со цела Македонија. Првата е поврзана со синоќа. Браќа и сестри, вчера беше уапсен човек, луѓе беа земени во полициска станица, дека наводно, како што велат, нападнале полицаец или полицајци, а ги спречуваа во блокада, ги спречуваа во протест. Епа, браќа и сестри, тука се полицајците кои што минатата и предминатата година со недели и со месеци беа каменувани и тепани. Каде се кривичните пријави? Каде се обвинувањата од страна на овој министер, од страна на СДСМ, од страна на оваа влада? Во собрание се. За луѓето кои што повредија десетици и десетици полицајци со бекатони, со шипки, со запалени контейнери, со палки. Беа во само еден ден, во мај 2015 година, 30 на полицајци повредени. Каде беа тогаш да ги посетуваат во болница? Каде беа тогаш да ги видат нивните мајки и татковци, кога со недели, месеци и години ги каменуваа? Кај Сорос пари да зима. А тогаш истите тие кои што допред некој ден ги каменуваа, отидоа и крвареа во Куманово. Некои од нив загинаа, некои од нив беа во шок соба и во интензивна нега, некои од нив имаа шрапнели, некои од нив имаа куршуми во нив. А што им порачуваа оние кои што вчера апсеа во Куманово? Им рекоа да даде Господ пак Куманово да ви се случи. На нашите полицајци им рекоа нека пак ви се деси Куманово. Таму каде што гинеа, таму каде што крвареа. А денес во Куманово апсат. Денес во Куманово велат чекајте повредени и така натаму и така натаму. Но каде се десетици и десетици повредени полицајци од нивните активисти? Браќа и сестри, кога зборуваме за Куманово, ќе ви кажам и еден пример. Минатиот пат пред 5-6 дена зборував без име и презиме, затоа што внимавав на семејството, но сега е објавено и со име и презиме, и со сопруг и со деца. Сакам неколку работи
да ви кажам за една затворена мајка во овој затвор. Нејзиното име е Елена Доцевска Божиновска. Мајка на 2 деца, 2 години и 1 година. Софија и Наум, што е пораката за неа? Слобода ли? Слобода! Така е, и за неа и за другите. Слобода! 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 И кога зборуваме за Елена Доцевска Божиновска, неколку работи сакам да ви кажам, беше објавено и по медиумите, нејзиното семејство го кажува тоа. Таа со години и години со нејзиниот сопруг Игор, со години, долги години, чека да имаат детенце. И се случи тоа. Имаат едно детенце кое што има 2 години и едно детенце кое што има година дена. Наум и Софија. Кога ја земаа во затвор, уште го доеше детето. Срамота! Прво и рекоа, прво и доделија, но кога зборуваме за Елена, еден човек нема нападнато, никого нема удрено. Ја ставија во домашен притвор. Обвинителите рекоа, малку е, во затвор треба да оди, а уште детето го дои. Брука! Девојко од 30 и нешто години. И ако зборуваме за 27 април, драги браќа и сестри, во тој тежок ден за Македонија, добро е што немаше жртви, што немаше загинати, затоа што секој живот е скапоцен, секој живот е важен и не треба никогаш да се оди во насилство. На 27 април, за среќа, не се случи да загубиме човечки живот, иако тоа беше тежок ден за Македонија, тежок ден за сите. И за секој случај на насилство треба да се изражи жалење. Но ако зборуваме за една жртва, тоа ќе го кажам за Елена Доцевска Божиновска. Беше објавено од медиумите од семејството дека оваа мајка, оваа девојка на 2 деца, која што сега е во затвор, како последица на тој 27 април, го загуби своето 3-то дете кое што беше во незината утрова. Тоа е жртвата на Елена Доцевска Божиновска, тоа е жртвата на незиниот сопруг Игор, тоа е детето кое што нема да го има и таа мала душа нема да дојде на овој свет. Но знам дека и за Елена и за другите ќе дојде ново сонце на слободата. Како што Бог после долги години ги награди со 2 ангели, кога повторно ќе се видат, кога повторно ќе се прегрнат, самите тие, и Елена и Игор, се тие кои што ќе одлучат дали сакаат, дали посакуваат, дали се подготвени повторно со својата љубов, со својот брак, со својот пример, со својот подвиг, да имаат и 3-то дете, кое што толку многу го посакуваат. Ке дојде слободата и во Куманово, ке дојде слободата и во Скопје, ке дојде слободата и во Охрид, ке дојде слободата и во Прилеп, и во Битола, и во Велес, и во Штип, и во Берово, и во Струмица. Ке дојде слободата во Македонија. Македонците се борат за своите правдини. Ке изгрее ново сонце на слободата. И кога ги кажуваме овие прекрасни стихови од нашата химна, браќа и сестри, минатиот пат кога зборевме пред Министерството за правда, ви кажав за еден прекрасен пример за нашиот советник во Советот на град Скопје, кој што секој ден е со нас, тој етнички албанец, но член на ВМРО ДПМН, тоа е господинот Мухамед Амети. Аплауз еден за него ви кажав веќе еднаш.
Но сакам да ви кажам и за уште еден човек кој што е секоја вечер со нас. Тој е етнички Бошњак, но е со нас, не поддржува и во овие студени денови заедно сме рамо до рамо. Тој е од Бошњачката партија, од нашиот коалиционен партнер. Ве молам еден долг и силен аплауз за господинот Салко Куч. Значи тука сме и македонци, и албанци, и роми, и срби, и власи, и бошњаци, и останати. Обединети, сплотени и сложни. Една силна порака до оние кои што се внатре. Најтемно е пред зората и после најстудената зима доаѓа пролетта. Ке дојде пролетта, ке дојде летото. Ке излезете и повторно ќе бидете прегрнати со вашите најмили. Така е, слобода! И сосема на крајот, браќи и сестри, би ве замолил уште малце да останете тука, затоа што ќе има еден говорник кој што сигурен сум дека ќе сакате да го чуете и на кој што ќе сакате да му испратите еден силен аплауз од срцето. Продолжуваме уште малце и продолжуваме и понатаму со барањето за правдини и за слобода. Благодарам.